Жестоки на трибини, вредни на терен, навивачката група Комити неуморно работи на расчистување на куќите на најкритичните точки во Стајковци. Ги затекнавме онаму каде што е речиси невозможно да се дојде со тешка механизација. Таму доброволците се најпотребни. Калта од дворовите се вади само со лопата. Па тука сме 2 дена од кога настана катастрофалната поплава. Работиме секојдневно, се организираме самостојно. Ги повикувам сите граѓани на град Скопје, сите што се слободни и што се работоспособни, и сите останати нормални граѓани на Република Македонија, ако се во можност да се организираат. За навивачите нема одмор, се додека целиот отпад не се извади од поплавените домови. Па еве веќе 4ти ден сме тука по овие мала и по улици. Што да ви кажам, гледате и сами, хаос. Се трудиме максимално од сабајле една екипа поручек, друга, една улица, друга улица, навечер покасно носиме по непристапни места и тоа е тоа, сите се трудиме максимално, ги повикуваме сите да се приклучат. Покрај работната сила, Комити собираат и хуманитарна помош. Додека тие расчистуваат, девојките од врата на врата ги разнесуваат намирниците кои им се неопходни на граѓаните. Малку храна? Еви ствари се уканта. Време ова на парке да ставам. Ова го раствориш од 20 литри вода. Добро. Со пумпа за лозница? Имам. Прскаш цел двор, доле. Иако Стајковци полека излегува од калта, тесните улички и натаму остануваат најпроблематични. Улицата 20 во населеното место Стајковци е една од најпогодените од катастрофалните поплави. Ова е местото каде што деноноќно работат и навивачите на Вардар. Граѓаните апелираат за помош, да се санираат штетите и калта да се isfрли од нивните дворови. За јадење, пиење не е важно, колку има толку ќе се снајдеме. Али ова е најважно, да не фатиме некоја епидемија, нешто, болести. Тоа е најважно, да се расчистат куќите и дворовите. Една недела по невремето најголем дел од селото полека почнува да се враќа во нормала. Се врши дезинфекција, лекарските тимови од врата на врата делат совети за граѓаните. Никој нема дилема. Стајковци повторно ќе биде пријатно место за живење.